Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. За денес ќе размислуваме од книгата на апостол Јован, Откровение Јованово. Автор на книгата на Откровение е апостол Јован. Книгата на Откровение веројатно е напишано помеѓу 90-та и 95-та година од нашата ера. Која е целта на пишувањето на оваа книга? Откровението на Исус Христос му беше дадено на Јован со цел да им покаже на своите слуги што ќе дојде. Се разбира, книгата е полна со символи за да се опишат настаните што следуваат во иднина. Тоа е последно предупредување дека светот сигурно ќе заврши и ќе биде осуден. Книгата не ни го опишува целиот раскош на рајот, туку само делумно, за оние што ќе го наследат и што имаат бели облеки како символ на нивната правда. Откровението не носи низ големите неволи и конечниот оган што ги чека сите неверници во вечноста. Книгата раскажува за падот на сатаната и неговата судбина заедно со сите негови ангели осудени на пропаст. Во книгата се дадени обврските и ветувањата на верните кои ќе живеат за секојаш со Исус во новиот Ерусалим. Избрав еден стих кој е клучен во оваа книга, а тоа е Откровение, 1 глава, 19 стих, каде што вели: напиши тоа што го виде и што треба да се случи. Откровението е полно со секакви описи и виденија објавени за последните денови пред Христовото враќање или доаѓање, па се до новото небо и новата земја. Самото Откровение започнува со писма до 7 цркви во Мала Азија, а потоа продолжува да ја открива серијата на уништување на земјата поради гревот. Потоа се појавува знакот на Антихристот со бројот 666. Потоа големата битка или војна наречена Армагедон, вразување на сатаната, владеењето на Господ, судот пред белиот престол и вечниот град на Бог, приготвен за откупениот народ преку крвта на Исус Христос. Господ не уверува дека наскоро ќе се врати, наскоро ќе дојде. Која би била практичната примена? Дали го прифати Исус Христос како твој личен спасител? Ако е така, нема потреба да се плашиш од Божјата осуда. Судијата е на наша страна. Настаните во оваа книга се реални. Треба да живееме побожно и свето, за да предизвикаме желба кај останатите кои не веруваат да ни се придружат, да и тие да бидат учесници на рајот опишани во оваа книга. Откровение на Јован, глава 1. Откровение на Исус Христос кое му го даде Бог, за да им го покаже на своите слуги она што треба да се случи наскоро. И тој го јави тоа преку својот ангел, испратен кај својот слуга Јован, кој што го посведочи Божјиот збор и сведоштвото на Исус Христос за се што виде. Блажен е оној кој чита и оние кои ги слушаат зборовите на пророштвото и држат се што е напишано во него, зашто времето е блиску. Од Јован до 7 цркви во Азија, да имате милост и мир од оној кој е, и кој беше, и кој доаѓа. И од 7 духови кои се пред неговиот престол, и од Исус Христос верниот сведок, првородениот од мртвите и владетелот на земните цареви. На оној кој не сака и кој не откупи од нашите гревови преку својата крв и кој не направи цареви свештеници пред својот Бог и Татко. Нему слава и власт во вечни векови. Амин. Еве го доаѓа со облаците. И ќе го види секој око, па дури и оние кои го прободоа. И сите земни племиња ќе заплачат поради него. Да, така ќе биде. Јас сум Алфа и Омега, почетокот и крајот, вели Господ, оној кој е, кој беше и кој доаѓа, семоќниот.
Јас, Јован, кој сум ваш брат и соучесник во неволите, во царството и во трпението на Исус Христос, бев на островот Патмос, поради Божиот збор и поради сведоштвото на Исус Христос. Во Господовиот ден бев во духот и зад мене слушнав силен глас како од труба, кој рече: Јас сум Алфа и Омега, првиот и последниот. И тоа што ќе го видиш, запиши го во книга и испратим го на 7 цркви што се во Азија: Ефес, Смирна, Пергам, Тијатир, Сард, Филаделфија и Лаодикеја. И кога се свртев за да видам кој е оној што ми зборува, видов 7 златни светилници. Меѓу 7 светилници имаше еден што личеше на човечкиот син, облечен во долга облека до стапалата и препашан околу градите со златен појас. Главата и косата му беа бели како бела волна, како снег, а неговите очи како огнен пламен. Нозете му блеска како бронза во вжарена печка, а неговиот глас како шум од многу води. Во својата десна рака имаше 7 звезди, а од неговата уста излегуваше меч со 2 острици. Неговото лице му светеше како сонцето што свети во полна сила. И кога го видов, паднав пред неговите нозе како мртов. Тој ја стави својата десна рака врз мене и ми рече: Не плаши се, јас сум првиот и последниот, живиот, бев мртов и ете жив сум вечно. Амин. И ги имам клучевите од адот и смртта. Запиши го тоа што го види и тоа што е сега и тоа што ќе биде подоцна. А еве што е тајната на 7 звезди што ги виде во мојата десница и 7 златни светилници, тоа се 7 звезди се ангелите на 7 цркви, а 7 светилници што ги виде се 7 цркви. На Господ Бог нека му е слава во сите векови. Амин.